Текстот за денеска е многу ептен познат. Изгубениот син. Многу сме слушали, нели, проповеди, сме разговарале за него на таа тема, но дозволете ми, еве и мене, и јас да дадам еден скромен, еден мал допринос во контекст на ова тема. И ќе споделам некои мисии за кои што мислам за мене многу ми се допаѓаат, сакам да ги споделам со вас, токму за ова поглавие, изгубениот син или изгубените синови, како што носи наслов. Можеме да видиме, ако читаме, дека своето 15-то поглавие, евангелистот Лука, го почнува со една позната трилогија. Во теологијата се нарекува трилогија за човечката изгубеност. Во ова поглавие се наоѓаат 3 кратки раскази, нели така? 3 наративи. Но ние ќе видиме дека тоа е само еден наратив и еден расказ, една приказна. Приказна за изгубената овца, приказна за изгубениот денар и приказна за кој? За изгубениот син. Значи, никогаш три наслови, уште на почетку да го заклучиме тоа, не треба да се читаат поединечно. Туку треба како целина да се земат. И затоа јас сакам најпрвен да направам еден мал осврт на овие две претходни, па потоа ќе проминиме за да ја комплетираме сликата. Значи, кога го читаме овој сегмент, вие веројатно знаете дека во Библијата постои поделеност на текстовите, на глави, на стихови и така натаму. Но така не било на почетокот. Така не било кога бил пишуван текстот, библискиот текст. Се било пишувано со еден текст, како еден текст. И ќе видиме кога ние го читаме тоа на овој друг начин, како што било оригинално пишувано, ние ќе видиме дека тоа е вистинскиот начин за да го разбереме овој текст и ова приказна. И ова приказна добива една нова, сосема нова димензија и нова слика. Затоа што овие поделби можат, ако ги гледаме на друг начин, можат да ни направат многу проблеми и недоразбирање во однос на многу други текстови во Библијата, ако не гледам на тој начин. И така кога го читаме овој издел во оригиналните манускрипти, тогаш тоа веќе не е приказна, браќи и сестри, за изгубената овца, не е приказна за изгубениот динар и не е приказна за изгубениот син. Туку тоа е нешто сосема поразлично и сосема подруго. Од таму можеме да дознаеме дека овие приказни уствари се приказни за добриот пастир, за жената и за таткото. Како јас и ти ова го знаеме? Па затоа што поголемиот број на текстовите, ако ги читаме внимателно, се однесуваат на нив, на овцата, на динарот и на таткото. Односно на таткото, на пастирот и на жената. Но видите како ова поделба на нас може да ни направи проблем, да ние фокусирајќи се на старото размислување во поглед на овие текстови, како можеме да го фокусирајќи се на тоа, можеме да го изгубиме она главна поента или порака која што Бог сака да ни ја каже во ова приказна. И некако ние почнуваме, знаете, да се бараме и да се препознаваме во ова приказна, нели така, во изгубениот син. Па некако ние себе се гледаме во таа приказна и сакаме да извлечеме поука на тој начин. А уствари фокусот треба да биде на кој? На пастирот, на добриот пастир, на таткото и на жената. Овие три приказни, ако читаме, многу јасно можеме да приметиме
дека имаат заеднички теми, 3 приказни. Ајде до 34 теми заеднички за сите 3 приказни. Ајде дозволете ми сега да споделам накратко тоа со вас. Како прво, заедничко на овие 3 раскази е дека нешто е изгубено. Во секој една од нив гледаме дека нешто е изгубено. Втората сличност е тоа што е изгубено е од една страшно голема и посебна вредност. Се сложуваме? Нешто е изгубено и тоа нешто има многу голема вредност. Трето, тоа што е изгубено се барало до кога? Додека не се нашло. Додека не се пронашло. И четврто, е настанала голема радост кога тоа изгубено е најдено. Не е ли така? Гледате ли колку е интересно и како еден ист мотив се провлекува низ овие приказни? Кој всушност го представува таткото? Сега тука можеме да ги измешаме сите од приказните, таткото, динарот, синот, добриот пастир, жената. Ние обично кажуваме, бар така е мојот впечаток, или поделени сме во мислењето, дека она што го представува овцата, тоа е повеќе некако индиректно или не, мислиме дека тука се однесува тоа на светот малку повеќе. На изгубениот свет и оние кои што се надвор од црквата. И затоа дозволете ми да дадам еден друг правец, една друга врста на читање и видување на овој текст. Кој го представува овие личности и за изгубеноста? Знаете, за некојаш да се најдиш или да се изгубиш, мора да си бил на право место, нели така? За да се изгубиш. Точно е дека, барем јас сум слушнал, овцата го представува оние кои што се во светот и изгубени. Меѓутоа, ако внимателно го читаме овој текст, вие всушност ќе видите дека овцата не е надвор од трлото. Не е надвор од трлото. Таа била во трлото. Во трлото се изгубила. И со самото тоа, ние не можеме тоа да го примениме на луѓето од надвор. Значи, изгубената овца ги представува оние кои што се изгубени каде? Во црквата. Дали ве шокира воа или не? Знаеме, носталожени сме, не е ли така? Знаете, полесно ни е да размислуваме за оние синови таму некаден, надвор од црквата, да им ја носиме радосната вест, нели така, да им кажуваме за Исуса Христа, па да ги и нив да ги донесиме во трлото, нели така? Што на тоа, што исто така и вистина на некој начин, нели, Јован во 10 глава, што кажува таму, односно Исус што кажува таму? Јас имам, дека он има своји овци. И што? Сака да ги доведе во своето трло. Но вистинското читање на 15 глава не ни зборува за тие овци. Ни зборува за овците кои што се веќе во трлото или на глобално ниво во Божиот народ, во Божјата црква, во трлото. И текстот кажува дека она може да биде изгубена. Динарот. Кој го представува изгубениот динар? Каде е изгубен првен динарот? Како? Дома? Дома, во куќата, нели така? Кој го представува изгубениот динар? Во куќата и во домот, нели така? Сега веќе полесно ли е да разбереме, драги браќа? Куќата, домот, на што се однесува и куќата? На Божиот дом. Добро? Дека таа се однесува на црквата, куќата се однесува на црквата, драги браќи и сестри. Изгубениот динар ја представува најлошата состојба на изгубеност. Зошто?
Зошто? Затоа што овцата знае каде е изгубена и вика, нели така? Бара да се врати, така нели? Динарот е изгубен, но не знае дека е изгубен. И нажалост во црквата, драги браќи и сестри, постојат некои кои седа тука, а не викаат за Христа. Не викаат за Бога да им помогне да ги спаси. Тие едноставно не знаат дека се изгубени. Тој не знае дека е изгубен и со самото тоа и не бара да се врати. Тој не е свесен и нема потреба да вика и да копне по Божиот глас. И за Божијата љубов, за да се најде. Не можеме да го решиме проблемот ако не сме свесни дека постои. Нели така, браќи и сестри? Ако не сме свесни дека имаме проблем со нашата состојба, нема ни да бараме. Нели така? Да се биде во светот е најлоша состојба, браќи и сестри. Зошто? Затоа што Јован, Господ му вели на Јован, имам такви кои не се тука. Нели така? Имам такви кои што не се тука. Надвор се, што кажува? Надвор се. И што кажува понатаму? Тие го познаваат мојот глас. Постојат луѓе во светот кои го слушаат гласот на Бога. Гласот кој им зборува на нивната совест, која е многу изострена, и препознаваат што зборува Господ, го препознаваат неговиот глас. Но, нажалост, постојат и оние кои што се во нашите редови, на кои Бог им зборува, но тие не знаат дека се изгубени. Тие не бараат, не копнеат. Тие едноставно доаѓаат и тука се наброи и немаат потреба. Тоа е страшно, драги браќи и сестри. Не е страшно да се биде во светот и да знаеш дека си изгубен и дека ти е потребен Господ во еден момент да дознаеш. Туку е страшно да си овде, а да не си свесен дека си изгубен. И за тоа колку е голема потребата за спасител, за тебе. Многу често, додека проповедам од ова место, ќе видам вас верниците, може би ќе бидам, знаете како мене ме бие глас, дека сум малку по-брз, по-темпераментен, така некојаш може би остер, но добро, се борам со тоа, долго време се борам, некако не ми оди, но продолжувам. Проштевајте на ова што ќе го кажам, драги браќа. Но од катедрата се гледа. Тоа ме научило искуството повеќе, знаете, од тука, некај што проповедам, но и ги гледам сите кој на кој начин и како се однесува од вас, драги браќи и сестри. Знаете, некои внимаваат, некои не. Ве пратам, но Господ уште повеќе. Знаете, на некои го чачкаат мобилниот, некој не. Нели така? А тука сме дојдени за шо? За Божјата реч. Нели така? А тој мобилен знаеме како некако е чаробен, има некоја чудна моќ во него. Некои дремат, некои спијат. Несвесни дека сме во Божјиот дом. Значи, изгубената овца, таа е каде? Ајде да констатираме, драги браќи и сестри. Каде е изгубената овца? Во трлото. Во трлото. Не е надвор. Изгубениот денар каде е? Во куќата. Не е надвор. Нели така? И трето, го имаме изгубениот син. Го имаме изгубениот син. Тоа се во секој случај изгубените каде? Во семејството. Ова е многу болно, нели, драги браќи и сестри? Гледате ли како кругот се стеснува?
на глобално ниво црквата во трлото на Божиот народ, па во црквата, па во семејството. Се повеќе и повеќе се стеснува кругот. Изгубениот син. Уште една работа да констатираме. Не е главниот актер во приказната. Често кажуваме дека ова е приказна за изгубениот син. Но ова е приказна за двајцата изгубени синови. Сега, прашање. Дали таткото знаел дека има двајца изгубени синови? Што мислите? Да. Знаел. Па ќе видиме тоа, како го дознаваме тоа, ќе видиме како таткото можел такво нешто да знае, а тоа ќе го видиме низ обичаите, низ историскиот контекст, како било и како е уште во некои краеви на Блискиот Исток. Секако првиот момент кога дознал е кога помладиот син, кога момчето што? Бара да го подели имотот неговиот татко. Нели така? Тоа било страшно во онаа култура, браќи и сестри. Затоа што имотот бил во власништво на кој? На таткот. До кога? Додека е жив. Додека е жив. И ова, синот, да го побара од таткото да му даде имот, всушност, синот, таткото го прогласува за мртов. За мртов. Така се гледало на таа работа. А знаете, денеска се почесто татковците што кажуваат? Јас сега сакам да ви го поделам имото, знаете, за покасно, да нема поделби, проблеми, да не се карат и така натаму. Така ли е од прилика? Сега е многу поразлично. Но не е со сите така. Поготово оние во Палестина. Тие ја имаат она силна хиерархија, драги браќи и сестри, каде таткото е глава на семејство, каде што таткото е газда на својот имот и на својата куќа до кога додека е жив, рековме. И дури пред неговата смрт, тогаш тој делел и давал благослови. На Јаков и на Исав, кога му дал благослови? Пред неговата смрт, ослепел виче, не човекот веќе, знаете како. Брзо одел на кај смртта. Поделбата се вршела така што постариот син добивал 2/3 од имотот, а помладиот син 1/3. Меѓутоа, помладиот син во еден момент од својот бунт кажува: татко, ајде ти мене подели ми го твојот имот. Таткото, онака нервозен, црка, нели, како тоа, или? Таткото се кажува без збор. Без збор им го поделил имото. Каков било тоа удар за таткото? Значи, таткото знаел дека помладиот син е изгубен. Така нели? Но како знаел дека стариот е изгубен? Затоа што не се побунил. Па не рекол он: чекај, брате, што правиш ти? Каква увреда е ова на таткото што му го кажува? Па што ќе кажат другите? Па ти го прогласува веќе за мртов. Тој не се буни. Тој стои и молчи, кажува приказната. Со други зборови, што сака да каже со тоа, што молчи? Дека и јас се сложувам да ни го поделиш имотот. И јас се сложувам овој мој брат да не биде со нас, па знаете, ние да имаме контрола на сето тоа и да продолжим понатаму. На нас библискиот текст ни кажува дека тој без збор го поделил имотот. Често можеме да чуеме од тука, од проповедалната, дека помладиот син се обратил таму кога бил кај свињите. Сте слушали за такво нешто? А што мислите вие?
Кога се покајал? Тамо. Не се обратил помладиот син тогаш. Текстот кажува, а кога дојде при себе. Тоа е многу клучен момент во овој текст, драги браќи и сестри. А кога дојде при себе. Меѓутоа, ако читаме во грчкиот јазик, затоа што Новиот Завет е напишан на грчки јазик, во оригиналот, ако го читаме, дојде при себе не се однесува на духовно обратување, туку на интелектуално обратување. И што се кажува? Кога помладиот син го добил својот дел, текстот кажува заминал и многу веројатно таму живел раскалашан, така опуштен живот и многу веројатно многу брзо ги истрошил тие пари, имоти, богатство што му го дал неговиот татко. И текстот ни кажува дека тој завршил на еден најбизарен начин на кој што може да заврши еден евреин, допирајќи го дното. Знаете, евреите сметале дека тие што јадат свинско се нечисти, нели така? Но не само тоа, туку и тие кои ќе се допрат до свињата се нечисти. Но овој завршил на тој начин. Меѓутоа текстот кажува дошол при себе во еден момент. Но само интелектуално. Зошто? Затоа што тој сега согледал и кажал. Кажува, при онолку богатство, кај мојот татко и се што има, јас каде дојдов? Каде дојдов? Но он се уште во срцето не е обратен човек. Браќи и сестри, тука имаме проблем. Еден број помеѓу нас се наоѓа само интелектуално обратен. Само интелектуално обратен. Тие сваќаат дека е ова вистината, тие интелектуално обратени. Тие сваќаат дека овде е силата, тука е силата. Тие сваќаат дека овој свет нема што повеќе да ни понуди. Јате какви добри особини има тие што се интелектуално обратени. Тие сваќаат дека ние можеме со нашите информации, нашето знање преку Божјата реч да го матираме секој еден надвор кој што може да ни каже против Бога. На секое нивно прашање ние можеме да извлечеме одговор од Библијата и да удриме по нив. Тоа они го знаат сето. Но нивното срце се уште не е духовно обратено. Тоа е многу важно сега да го знаеме. Приказната за младиот син ни изборува токму за тоа. Да дојдеш при себе не значи и дека си обратен кон Бога. Не значи. Значи само интелектуално си согледал и си сватил дека тоа е вистина. Но се уште твоето срце е далеку од Бога. Кога еден христијанин почнува да созрева, драги браќи и сестри? Кога? Кога ќе почне да се раѓа тој плод на покаяние. Интелектуално обратениот човек се уште не доживеал покаяние. Зошто? Кога човекот духовно ќе дојде при себе, првиот знак дека навистина духовно почнал да се менува е покајанието. Плачење, покајанието е знак на духовна зрелост, драги браќи и сестри. Покајанието значи жалост, кажува духот на пророкот Елен Вајд. Значи жалење поради сторениот, направениот грев и одвраќање од него. Ние нема да се одречеме од гревот ако прво не ја согледаме неговата порочност, драги браќи и сестри. Гревот не сака само едно. Не сака гревот само едно. Гревот не го сака своето име.
браќи и сестри. Ние кога се исповедаме или се каеме пред Бога, ние мора на гревот да му го дадеме вистинското име. Вистинското име. Оној час кога гревот ке го именуваме со неговото вистинско име, тој престанува да постои. Тој престанува да постои. Името на самиот грев го убива самиот грев. Се додека во своето срце не го презреме гревот, нема да ни се случи никаква вистинска промена. Ако не можеме да го презреме гревот, да го молиме Бог тоа да го направи во нас и да ни даде сила да го презреме и да го замразиме гревот. Јас имам уште многу работи за кои што се молам и Господ тоа го знае во мене. И се уште се немам ослободен од некои работи. И дознав од Бога како да тој ми кажува. Миланчо, јас не те ослободувам од твоите непријатели. Јас те ослободувам од твоите пријатели. Додека јас сум пријател со некои мои работи кои ме загрозуваат, знаете како ние кажуваме, слабости, проблеми, лоши навики. Не, тоа се гревови, драги браќи и сестри. Ние само се обидуваме да ја ублажиме нивната сила и да се оправдаме себе си. Се додека сето тоа не го изнесеме пред Бога на начин и не го окарактеризираме како такво со неговото право име, и да се молиме, нема да дојде до ослободување, драги браќи и сестри. Јас се додека не викнам од длабочината на мојата душа, тоа ќе биде само површно и ќе кажам, Боже, те молам, реши го ова, опрости го она, но никогаш нема да дојде до слобода. Кога би паднал на колена и кога со болка во душата ќе ја погледнам страшната моја духовна состојба во која што се наоѓам и мојата духовна катастрофа, тогаш тоа е вистинското и тогаш Бог се меша и го зема тоа од мене. Кога јас мојот грев ќе го доживеам како мој непријател. Ако едно време се молиме на Бога и мислиме, се чувствуваме дека Бог се уште не ослободил, драги браќи и сестри, тоа е причина да бараме од Бога за тој да ни го представи гревот, да ни го представи гревот во сето негово светло, во наводници, онаков каков што е, со сета негова одвратност и ништавност, драги браќи и сестри. Тогаш ќе бидеме ослободени. Продолжуваме понатаму. По младиот син рековме какво обраќање доживеал. Какво? Интелектуално. Дошол во ситуација кога очигледно можел да заклучи дека погреше. И дека на нему во тој момент во домот на својот татко би му било многу подобро од сега што е, од таа состојба во која што е. Меѓутоа процесот на духовно обратување се уште не отпочнал кај него. И после тоа он кажува, донесува одлука, ќе станам и ќе одам кај мојот татко. Нели така? Но интересно е дека тој не кажува ќе одам кај мојот татко и ќе бидам роб во домот на мојот татко. Се сеќавате ли што кажува таму? Он. Што кажува? Ќе одам кај мојот татко и ќе бидам како? Како наемник, како сите други. Нели така? Не вели како роб да одам. Интересно. Гледате дека тој не го отпочнал процесот, а сега ќе видиме зошто на обратување. Кои биле робовите? Кој е робот во она време, браќи и сестри? Оној кој бил власништво на кој? На својот господар. Нели така? Неговата волја била почината целосно на волјата на својот господар. Нели така? Тој немал робот во она време, немал автономија, не бил независен.
Не бил независен. Тој имал работи кој ги работел и не уживал во независност во однос на господарот. Но со наемникот не е така. Наемникот кој е? Знаеме? Добро, ајде повториме. Наемникот има што? Своја слобода. Има своја слобода. Наемникот доаѓал, одработувал, му било исплаќано и тој се враќа во својот дом. Нели така? Во својата, каде? Во својата приватност. Во својата приватност. Сега скоро, моето девојче помладите знаат, Истгейт, оној голем трговски во Скопје, се вработи таму пред неколку месеца, во Зара, знаете помладите некој, кој е тој голем дуќан или ланец на дуќани, се вработи таму и првото нешто ќе го кажа, ми кажува, она ми раскажува, 2 недели претходно ќе ви биде доставен список од кој, кога и колку часови на работа треба да биде. После 1 месец, 2, вели, почна да ги минуваат работите, па почна, вика, да ми се јавуваат 9, 10, 11 пораки, да ми пишат, утре дојди, не во толку часот, во толку, замени го ово и замени го. И вика, ми дојди преку глава, затоа што некојаш јас си знам, си имам планови, и се јавува шефот или менаџерот и ми вика да дојдеш, утре јас бев во 5, ми вели во 12 да дојдеш. И тогаш мислам превагна тоа кога му кажав, слушај, па јас не е Зара мојот живот, јас и мој живот си имам и надвор од Зара, че извинете, јас не можам така да одговорам на тие ваши барања. Што сакам да кажам? Што сакам да кажам? И вие кај него не гледате, еве јас се враќам да бидам роб во својот дом. Тој и понатаму што? Сака да има своја независност во однос на својот татко. И затоа ние знаеме дека се уште тој не е обратен и дека се уште не го прифатил таткото во целост, во потполност. Знаете, Господи, сега еве јас денеска сум тука, служам на ова богослужение, па од тука кога ќе се заминиме, тоа е моја приватност, те молам, Господи, не ме чепкај. Имаме ли така? Може би не мислиме директно, но така ги имаме поставено некако работите. Како да слобода сакаме малку, па и ние имаме приватен живот. Господи, те молам, еве сега 3 часа тука, доволно е мислам. Оставиме малку. Тоа сакал и синот да му го каже со својот потек на својот татко. Сега, ако се запрашаме во тој процес, кој бил клучниот момент кога тој се обратил? Кој е клучниот момент? Не е она беда и страшна состојба наму кај свињите. Не. Во која бил? Која состојба, односно кој е моментот кој што го натерало, го скршило срцето и он донел таа искра на вистинско покаяние. Тоа е моментот кога видел дека татко му го чека со расширени раце, кога тој сватил, кога ја сватил таа љубов. Многу тоа кажавме од библиската поука и за милоста, па тука е љубовта, се тоа е испреплетено тоа. А неговиот татко, кога синот му плукнал во лице, на кој синот му го потрошил пола, односно 1/3 од имотот, секој ден го чека. И текстот кажува, таткото почнал да трчи. Старите луѓе во она време не трчеле. Тоа било срамота и понижување. Но таткото за тоа не водел грижа. Не водел грижа. И кога стигнува, што кажува? Го гушка, го бакнува синот, и овој син, што почнува со говор, оној говор кој што го припремал веќе, како да постави спред таткото. Татко почнал да вели, а таткото што му вика? Таткото го прикинува и му кажува, сине, нема време за тоа. Веселбата е веќе почната, тоа е веќе ирелевантно. Тоа е неважно, тоа е во втор план.
Што друго им наредува на слугите? Што им наредува? Да донесат облека. Таа облека сигурно не му ја облекол така врз оние негови, знаеш, парталави алиште и не измие смрдено до оние свињите. Верувате ли вие дека така му ја облекол? Драги браќи и сестри, нашиот Господ не прима такви какви што сне, но не прифаќа такви какви што сне. Тој не прима со сите гревови, со сите проблеми и лошотилоци кои што ги имаме во нас, но не прифаќа такви. Сигурно пред да ме ја обличи таа облека, тој му вели на слугите: одете таму, топла вода да припремате, најубавата купка, шампони најубави да го избањате. Господ прве не чисти од сите гнасоти и нечистоти, за потоа да не прифати. Тој не прима со се, но не прифаќа смрдени, смирисани од оние свињи, драги браќи и сестри. И после што кажува? Му дава што? Прстен. Што значило тоа? О, драги браќи и сестри, тоа значило дека му го враќа статусот на син. Тоа значи, тој прстен значило наследникот дека повторно му се враќа статусот на наследник. Тој му дава и обувки. Оние сандали, убави обувки. Тие обувки само, он сакал како наемник да дојде, а оние обувки ги носеле само оние најбогатите, браќа и сестри. И отецот уште кажува: заколете го она најголемото, она сгоено тело. Сгоеното тело за што се чувало? За посебни прилики, за посебни веселби, во она време за важни прослави, кое можело да нахрани до 200 луѓе. И што тој кажува? Сега е времето. Заколете го, му вели на слугите. Сега е времето. Овој мој син беше изгубен и се врати. Сега е време на веселба. Дали приметивте дека во оваа средба нема осуда, нема критики од негова страна, нема предавање, знаете, се надевам дека сега веќе ја научи лекцијата и се врати кај мене. Да, те очекував јас дека тој потек ќе го направиш. Не. Нема ништо од тоа, браќа и сестри. Колку оваа слика, размислувам, колку оваа слика за Бога е поразлично од тоа што ние го имаме мислењето за Бога. Ние можеме и Бог го замислуваме како некој кој што ги казнува непослушните деца. Јас Бог го замислував како некој кој што простува, да, простува, но не толку лесно и не е толку среќен поради тоа. Опростува дури тогаш кога ќе се тресиш, ќе се покајуваш и во признавање на кривицата кога ќе повикаш по Бога, дури тогаш простува. Но таткото не сакал да чуе воопшто за тоа. Он гледал на неговото срце, дека таа негова љубов го распарчила неговото срце. Дека Бог е тој од кој што треба да се плашиме. Така јас го замислував. А тука Исус ни зборува за таткото, кој трчи, кој се понизува, кој не критикува, кој не осудува, кој не само што простува, туку и му го враќа оној правобитен статус на синот. Каква кулминација, драги браќи и сестри, на милост, на љубов и опростување. Каква кулминација. Знаете, тоа за нас можеби не се така големи шокови како што е за еден евреин. Значи, еден евреин на еден начин го читал овој текст, а јас и ти на петти начин.
Затоа е многу важно, браќа и сестри, се е важно. Затоа е многу важно и то историскиот контекст да го знаеме. Како било во она време, како живеел народот, каков менталитет имал народот. И сето тоа во преносна смисла да го пренесеме во денешно, во современо време на самите нас и на луѓето околу нас. Мораме така. Ако не го губиме правецот, ќе го протолкуваме онака како што не треба. Онака како што ќе ни даде ово и другиот. И ќе ни биде нормално при срце тоа. Полесното. За нас се уште ова нема толку силен, би кажал, и јак импакт, драги браќи и сестри, се тоа, како за еден евреин. За еден евреин неговиот татко му трча во средба негова. Тоа значило не погубно, туку срамота за тој татко. Туку на таткото секојаш му приоѓа, тој седи во она долга хаљина облека и децата него му приоѓаат. Таткото бил тој кој не излегувал и не ги чекал, а кога го видел уште оддалеку, што значи тоа? Тој него го очекувал. Сите тие години ги очекувал дека сепак тој ќе се врати. И што кажува текстот? Побрзал, нели така? Побрзал се, трчал. Зошто трчал, драги браќи и сестри? Прочитав каква е традицијата и обичаите на истокот. Ако се случи некој син да го побара имотот и да замине од таткото и после пак да се врати, тоа било голема срамота. И целото село се собирало и носело во еден сад пченица и ореви замешани. И како знак на незадоволство, не знам како, и на голема критика против тоа, на сред село го викале синот, тој што се вратил човек, го истурале на сред село и го ругале пред сите таму. Тоа било страшна гледка. И таткото се со цел да не потрчаат овие другите, селото да не дознае, да не го осрамоти својот син, тој притрчува. Му дојде во пресред, да не го осрамоти. Гледаш и каков е нашиот татко. Нашиот Бог, драги браќи и сестри, каков е нашиот Бог? Не сака да те осрамоти пред другите. Не сака. Исто како Јосиф, своите браќа не ги посрамотил пред фараонот и пред сите. Што му вели? Излезете надвор сите, и на фараонот, и на сите тие кои што биле слуги таму. И тогаш им се открива. Зошто не е сакал гревот да го дели со другите, а со нас е обратно. Таткото полн со љубов и верникот христијанинот полн со љубов, драги браќи и сестри, не ги кажува и не ги труби гревовите. Туку едноставно потрчува и со љубов го скршува срцето на другиот. Таткото бил тој кој не излегувал и не чекал. Но тој него го очекувал. Значи Бог се уште чека и чека, браќи и сестри, за децата да му се вратат. И ќе чека до кој момент? До кој момент? До оној момент кога ќе се види дека и последното дете му се враќа, и кога ќе види дека последното дете му се враќа, дека донесува таква одлука, тогаш Бог станува, драги браќи и сестри, и се завршува. Гледате ли каков Бог имаме? И понатаму текстот кажува дека тој потрчал и дека тоа го скршило неговото срце. Кога го видел својот остарен, немоćен, стар, изнемоштен татко, кој трчи, и од тој момент неговото срце почнува поразлично да чука. Неговото срце станало поразлично. Старите луѓе не трчаат. Текстот кажува кога се уште бил далеку го видел. И постариот, и помладиот син биле изгубени. И ова е една горчлива вистина во целата оваа приказна, браќа и сестри. Која е разликата сега помеѓу постариот и помладиот син? Разликата е во тоа што помладиот син
имал храброст или лудост, не знам како, за да замине. А постариот син, кој немал тоа, и останал, но и понатаму бил изгубен. И понатаму бил изгубен. Рековме дека помладиот син видливо била неговата изгубеност. Сите го видели и таткото, и сите од семејството. Но постариот син не била видлива за другите. Не била видлива. Се до кога? Кога синот се вратил, кога слушнал веселбата. И тој им кажува на слугите, што е ова? Тие му кажуваат, па брат ти се, ја и па татко ти го заклал с гоеното теле, па сега се веселиме и така натаму. Му кажува што направил, го облекол и така натаму. И тој целиот онака, знаете, изреволтиран доаѓа и му вели, татко, ти ни јаре, ни јагне не закла за мене, а јас сум цело време со тебе и те слушам, а за овој твој изгубен, непослушен син го закла изгоеното, најголемото изгоено, па и веселба правиш. Па како не те срам, татко, може би му рекол. Како не те, како можеш ова да го направиш? На повидок тогаш дошла таа негова изгубеност, која се пресликала во неговата љубомора, неговата завис, драги бра, неговата себичност во тој момент кој што. Гледате ли дека и двајцата синови се изгубени и на кој начин и кога се видела таа изгубеност? Кога Исус имал 12 години, добро знаеме, нели? Неговите родители дошле таму во Ерусалим. И тогаш ние замислуваме како таму било. Знаете, по некои проценки се мисли дека во Ерусалим за време на тој најголем празник, Паската, најзначаен празник, престојувале дури 1 милион луѓе. Од сите краеви, од повеќе краеви на светот. И знаете, тука било многу живо. Роднини, пријатели од разни краеви, познати и непознати. И тука доаѓал до разговор, знаете како. И во еден момент вие се сеќавате, тие го губат Исуса од вид. И што кажува текстот? Колку време му било потребно да ги најдат? 3 дена. 3 дена. Каде беше те баравме, а тебе те нема? И тогаш Исус кажува, а каде ме баравте? Знаете дека јас треба да бидам во домот на мојот татко. Таму ми е местото мене. Голема вистина, драги браќи и сестри. Кога едначе го изгубиме Исуса од вид, само за еден момент. 3 дена, ма 30, 3 години може, или 30 че ни требаат за да го пронајдеме. Што ни кажува тоа? Ова ни зборува символички, дека не е воопшто паметно и добро и е многу опасно да си поигруваме со заминувањата од Бога, драги браќи и сестри. Катастрофа може да дојде. Па одат, знаете како? Затоа што човек тешко се враќа кај Бога, ако заминеме. Татко, јас гледам некои луѓе заминале, односно, јас му велам на мојот отец, татко, гледам некои мои пријатели заминале, мои браќа и сестри. Те молам, мене не ми го дозволувај тоа, но тие заминале. Па одат по други науки. Или не им дозволува нивната гордост да се преобратат и да се вратат пак кај таткото. Тие одлутале. Јас гледам дека полека тоа не дошло кај нив, драги браќи и сестри, да одеднаш тие заминале. Има случаеви. Не ме е целта сега јас да издвојувам некој, па сега тие некои да се најдат во тоа, но мене ме е целта сето тоа на еден подобар начин да го отсликам, се со цел да тоа го разбереме правилно, драги браќи и сестри. Еден пример сакам да го земам во однос на оваа тема. Вагонер, дали знаете за него? Знаете некој? Кога Вагонер отишол со доктор Келов, мислам, така се вели, и сето тоа се случило после она 1888 година, она позната конференција во Минеаполис,
кога многу работи добри се случиле за нас за црквата, но нажалост, најверојатно, тој закоравил, најверојатно, во своето срце и почнал да се дружи со докторот Келов, за наводно да го обрати него. И тогаш Елен Вајт му рекла, не оди таму, затоа што Бог не те пратил таму. Некојаш ние сакаме да одиме во желба да ги обраќаме луѓето и да го доведеме кај Христа. Нели така? И добро е тоа. Прекрасно. Прекрасно е тоа. Но тука треба да бидеме многу предпазливи, драги браќи и сестри, и мудри, и да го прашаме на Бога, дали на вистина тој ме праќа таму и таму кај таа личност. Елен Вајт му вели, немој да одиш таму, Бог не те пратил таму. Меѓутоа, веројатно, покренат од она своја, знаете, теолошка гордост, се сеќавате што преку него Бог и дал на оваа црква? Оправдување со вера, нели така, една од позначајните работи. Таа теолошка гордост не му дала да ја послуша Елен Вајт и да се врати назад. Едноставно се воздигнал и се оглушил на тие совети од Елен Вајт и малку по малку почнал да паѓа под влијание на тој доктор. Ние знаеме дека тој го прифатил и пантеизмот. И тогаш Елен Вајт кажува, видов, како поминуваше времето, како сатаната почна да плети околу неговиот ум, фини и тенки нишки. И да делува. Малку по малку. Тој сатаната му ткаел нишки и тогаш он отпочнал се помалку духовно да се огледува на работите и се помалку можел да делува правилно и се до оној момент кога не заминал потполно од Бога. Ова е историјата за Вагонер, оној големиот кој што некогаш и ние го величиме. Добро е до тоа време додека бил, но добро е и ова другата страна да ја чуеме од него. Поука за нас. Од Бога не се заминува преку ноќ. Се служуваме? Од него се заминува како што кажува пророк Исаија. Што кажува? Занемарувајќи заповед по заповед, правило по правило, овде малку, онде малку, и до тој момент ќе дојдеме кога човек ќе свати дека отишол многу далеку од тој момент кога што бил пред да почне да оди натаму. И затоа, браќи и сестри, ако Бог не предупредува на некои работи дека е време тој да не разреши од нив, немојте да го одложувате тоа и да се оглушувате на тоа. Ако Бог ни каже време е да ја превземеш таа и таа акција во твојот живот, што се кажува? Што се кажува во Библијата, да не бидеме со дрвени срца. Ако дозволиме непријателот, малку по малку и се потешко ќе му се спротиставуваме и ќе дојде време кога целосно ќе паднеме во негови раце. Имаме ли уште концентрација да слушаме, драги браќи и сестри? Имаме ли? И затоа големо навргучение од ова приказна е, ке повториме, опасно е да се заминува од Бога, премногу опасно и ризично. Значи, ова не е приказна за изгубените синови, ова е приказна за нивниот татко преполн со љубов. И слободно можеме да го ајде ќе си дадам јас една ваква слобода, можеби ќе ме осудите, слободно можам да кажам, можеме да го прешкртаме тој наслов и наместо таму да ставиме, наместо изгубениот син да напишеме не, ова е приказна за таткото преполн со љубов. Секој напола пристоен теолог би ви кажал дека Бог дефинитивно не е старец кој седи таму на небото. Не е старец и таму на небесниот. Иако на нас Библијата ни изборува, но како ние тоа го разбираме, драги браќи и сестри,
Како го разбираме она кога Данило вика се отворија книгите, нели така? И таму оној старец почнал да зборува и како се одвивале работите. Сите работи се одвивале пред него. Ова е слика дефинитивно за оние кои што и за она мислење кое што обстанало за таа популарна машкост во еврејскиот народ и дека таа хиерархија е ужасно силна се уште кај нив. И кај нив таткото е вистинска глава на семејството. И веројатно за да би ја пренеле таа слика на таткото небесен, тогаш тие ја користат оваа слика на таткото на земјата исто како што е на небото, онака старец со брада и така натаму. Бог, браќи и сестри, не е маж. Бог не е ни жена. Бог е многу повеќе, драги браќи и сестри, и поголем од сето тоа. Но тоа се метафори во Библијата, која ги користи Библијата и се обидува бар малку да ни го представи односот на Бога спрема нас луѓето. Но тоа се метафори кои Библијата ги користи и се обидува барем малку поблиску да ни ја представи таа негова љубов спрема нас. Љубовта спрема тоа колку не сака. Авторите на Библијата се свесни дека нивните зборови не се доволни адекватно да го опишат таткото. Не се доволни, драги браќи и сестри, да ја опишат таа негова љубов. И затоа се труделе на некои човечки начини, некако да би ни го тоа приближиле. И од таа причина тие користат една широка лепеза на различни метафори кои што ги читаме во Библијата, кои што ни дават една појасна слика на таткото каков е. Што пишува таму? Бог е како лилјан, Бог е ружа, Бог е роса, Бог е ветар, Бог е оган. Од друга страна Бог е лав, но Бог е и јагне. Бог е во огнот и во ветерот, но Бог е и во тивкиот глас. Бог е човек, но Бог е и жена. Сето тоа е метафори кои што се применуваат на нашиот татко небесен. Кога Бог му се обраќа на Јов, што зборува таму? Зборува за оној левијатанот. Знаете што значи? Крокодил, морско чудовиште. Зборува за нилскиот коњ. Тој тоа скоро со восхитување Бог го опишува, драги браќи и сестри, какви се тие животни. Ние можеби че се згрозиме од нив. Знаете, од ние нивни гради, нивните бедра, па оние нивни канџи и жили по телото. Но Бог скоро за нив и да напишал поема, драги браќи и сестри, ако го читаме добро, за тие животни. Поема што ни зборува за што? За оние кои што ги створил, па и тие се негови створенија, драги браќи и сестри. Со колку љубов тој зборува за тој нилски коњ, ако читаме таму, за чудовиштето и за крокодилот. Детето што сака да каже? Детето колку да е убаво, колку и да не е убаво, во очите на неговите родители тоа е прекрасно. Тие две животни се прекрасни во очите на тој створител. И затоа за нив тој пее поема. Евреите секој ден благодареле за што, драги браќи и сестри? Ајде да се подсетиме малку. Зашто? Дека не се родени како незнабожци. Една работа. Второ, што кажува? Дека не се родени како сиромашни и трето, како жена. Благодареле на Бога. Меѓутоа, во пророк Исаија, ајде ве молам, уште малку, мислам дека ова срашта сега, од сега па натаму. Меѓутоа, во пророк Исаија Бог кажува: молчев долго, се правев глув. Но ке викам како жена, како каква жена? Која раѓа. Го знаете ли тие текстови? Ќе викам како жена, не само како жена, туку жена која се породува. Погледнете каква силна метафора, драги браќи. Знаете, не само како жена, туку како жена која се наоѓа во еден специфичен, во еден деликатен момент во својот живот, драги браќи и сестри. Жена која се пораѓа. Мојата жена, че спомнам слободно, кога се пораѓала, ми кажува во тој момент во живот:
кажува, бев шокирана и видов на што се личи тоа породилиште. Се изгубив кога видов што се случува околу мене. Заборавив на болката. Зошто? Затоа што жените се наоѓаат во еден многу специфичен момент во својот живот и тој момент ќе ги прати за цел живот. Меѓутоа Бог токму тој момент го зема и го применува на кого? На себе. Јас кажува, ке викам и ќе бидам како жена која раѓа и се пораѓа. Тој не се срами, Бог, да ја примени таа метафора врз себе на жена која пораѓа. Зошто е ова важно за тебе и за мене, за да ја разбереме ова приказна малку подлабоко? Бог е представен како жена во моментот на раѓањето и породувањето. Гледайте, драги браќи и сестри, Бог го раѓа својот народ. Бог ја раѓа својата црква. Бог духовно не раѓа мене и тебе. И сега ние мислиме она детенце кое се раѓа, па плаче и така натаму. Но плаче и жената, драги браќи и сестри. Плаче и жената. Кукаме ние за нашите деца, но плаче и кука и Господ. Ако плачеш на колена поради својата духовна беда, за јадот и чемерот во кој се наоѓаш, ако вапиш Бог да те ослободи, немој да заборавиш дека твојот небесен татко на небото исто така плачи, драги браќи и сестри. Па он пораѓа едно ново суштество, чисто од се, драги браќи и сестри. Но знае тоа суштество што го породи, што се ќе му направи гревот на оваа земја. Плаче додека не раѓа духовно, драги браќи и сестри. Знае ни што ќе поминиме додека сме тука на оваа земја. Но го гледа и крајот за нас, што можеме да станеме и да бидеме. Го гледа и нашето спасение. Затоа што тој духовно раѓа, затоа што прави ново создание од тебе, затоа што сака да те избави и да бидеш поинаков, да личиш на него. Ти си неговата болка, брате и сестро, и јас. Колку и да е тешко на оној кој раѓа, да не заборавиме дека уште потешко му е на оној кој раѓа. Односно, колку е да му е тешко на оној кој се раѓа, дека многу потешко му е на оној кој што раѓа. Ние имаме духовен татко кој е препол со љубов и затоа се што прави во твојот живот го прави затоа што е Бог на љубовта, драги браќи и сестри. Јас сега го замолувам Ването да пуште. Ова слика е многу позната, младите. Ването ме потсети дека пред 5-6 години, еве Маја може би памта помладите, кога бил, како се викаше проповед? Божидар Михајловиќ објаснувал на ова слика. Но ајде, може би многу работи ќе повториме, тоа е од прилика, но ќе се обидам уште нешто додатно да ја дообјаснам може би ова слика. Ја имаме видено ова слика или не? Таа е слика од Рембрандт. И таа слика е насликана 1669 година, некаден пред крајот на неговиот живот. Се тука се вртиме некако на крајот од животот. И затоа оваа слика мораме да ја разбереме дека таа е една од неговите најзрели слики кои што тој ги има насликано. И јас би сакал да поделам некои мисли, некои вистини кои ќе бидат од полза. Се гледали правен убаво оваа слика? Можеме ли така да приметиме горе-долу? Добро. Оваа слика и се што е насликано на неа, сето тоа, драги браќи и сестри, е многу планско работено од овој уметник. Затоа што тој сака се да затемни. Нели гледате така? Нели одоколу се е затемнето? За да преку таа темнина ја покаже светлоста. Тој светлоста ја става токму онаму каде што сака
фокусот да ни го предизвика на нас. На она што сака да го представи, што е важно за нас. И она што треба да обрнеме внимание. Каде е неговата светлост? В светли бои каде има? Гледаме. Добро. Светлоста паѓа на таткото, на синот и кој е другиот? Постариот син. Сите други некако и сета позадина е во втор план. Ајде да видиме што овде насликал и како овде е го представил Отецот. Секој детал на Отецот, тако гледаме, изразот на неговото лице, бојата на неговата облека. И над се, драги браќи и сестри, ќе видиме понатаму зашто ќе разговараме, мораме да приметиме нешто необично. Ајде првен, гледате каков е неговиот покрет. Дали е осудувачки? Добро? Не е. Тој е полн со љубов. Тој се свиткал над него и полн со чувствителност. Погледате го само неговите раце, драги браќи. Дали приметувате дека... Што приметувате? Две раци, две различни раци. Дали приметувате дека едната е женска рака, а ова е машка? Многу внимателно и интересно Рембрандт ни го изнесува тоа. Овие раци, драги браќи и сестри, се заштитнички, никако осудувачки. Овие раци се оние кои прифаќаат и штитат. Постои една занимливост, а тоа е дека левата рака е поврзана со неговото лево стопало. Дали приметуваме, драги браќи и сестри? Ај ване да видиме. Дали приметуваме дека неговите стопала нема обувка едно од неговите стопала. Приметуваме. А на другото стопало гледаме дека ја има обувката, а на другото му ја снемало. Што ни кажува на нас дека тоа е дека овој човек имал долг пат на враќање кон Бога. И дека на тој пат е толку изнемощен, оголен, преполн и полн со болка, исцрпен и изранет од тој пат. Он дошол кај Бога. И гледаме дека токму таа страна на Бога, каде што е женската рака. Која е женската рака? На која страна е? Десната. Каде што се наоѓа женската рака, се наоѓа над тоа стопало. Тоа Рембрандт сака да ни го каже, дека нему Бог му порачува. Јас знам дека имаше долг пат, синко, и напорен пат. Дозволи ми да те утешам, му вели. Дозволи ми со мојата понежна страна, страната на љубовта, да те опсипам и да те преграва. А ова лева рака, како да сака да каже, јас сум тука да те водам преку животот. Јас сум тука да те впрегнам. И со мојата сила да одиш и да бидеш силен и јак. Но она што е интересно, драги браќи, и што сака да ни го каже Рембрандт, што сака да ни каже? Левата рака не го допира само синот. Ајде малку да влеземе во подлабока анализа. Левата рака не го допира само синот, туку таа со целата своја сила го држи. Таа го притиска. Гледаме ли? Се чувствува, тоа се гледа. А каква е десната рака? Десната рака е нежна. Пазите се. Таа е отмена, мека, елегантна. Нежно лежи на неговите рамења. Таа сака да помилува. Гледате ли, драги браќи се? Таа сака да погали, таа сака да утеши. Ова е женска рака. Ова е мајчинска рака. Кога ја сватив разликата помеѓу овие две раци на таткото, тогаш како нов свет да ми се отвори пред мене. Таткото, отецот не е само татко. Он е и мајка и татко. Тој го допира синот и
со татковска и со мајчинска рака, драги браќи и сестри. Затоа што е потребно на нас, ни е потребно и татко и мајка. И затоа ова што се случува во светот е срамно, драги браќи и сестри. Дека не му е потребно на детето и мајка и татко. На нас, луѓето, ни е потребно и мајка и татко, како и во овој материјален физички свет, така и во духовниот свет. Тој го допира синот и со татковска и со мајчинска рака. Тој го држи, но воедно и го милува. Тој го стиска, но и го утешува. Бог е Отец во кој е и татковството и мајчинството присутно. Но она што е интересно и што сака да ни го каже Рембрандт, вие знаете ли дека во еврејскиот концепт што е десница? Што представува десница во еврејскиот концепт, драги браќи и сестри? Сила, што вели? Венијамин, тој е син на мојата десница. Десната страна е страна на верата. Десната страна е страна која води, која чува, која усмерува во вистински правец. А левата, што е по еврејскиот концепт? Е повторно таа некоја споредна. Занимливо е што својата снага Бог на оваа слика не ја ставил на десната страна. Што ќе кажеме? Дека специфичноста на Бога не е силата и моќта и снагата, драги браќе. Спецификумот на Бога е и неговиот однос према нас е љубовта и нежноста. А ние обично го представуваме, нарочно кога читаме таму во Стариот Завет, кога гледаме оние молни, знаете, оние клетви, громови, ветришта, оган, спалување и така натаму. Не, браќи и сестри, спецификата на нашиот небесен татко е љубовта. Тој ти приоѓа од десната страна, затоа што те прифаќа, но тука исто така и неговата сила и моќ. Никаден во христијанството, драги браќи и сестри, во овој момент на Божјата трпение и неговите и прифаќање и неговите чувства, го нема подобро објаснено никој од овој уметник. Драги браќи и сестри, повеќето коментари го представуваат Бога како моćен и како силен. Меѓутоа Исус својата служба ја усмерил правенствено да ја открие она друга страна на Бога, која е всушност есенцијална основа и суштинска. Таа е страната на љубовта. И завршуваме еве уште за некоја минута, 2-3 минути. Не силата, моќта, туку љубовта, заштитата и целувањето. А овде стои овој сиромав и изгубен син. Го гледаме ли? Стои, но појма нема што се случува. Нема појма ниту за левата, ниту за десната таткова рака. Он имал своја замисла дека треба имотот да го подели, дека он треба да раководи со сето тоа. И стоејќи тука, он јаден, не знаејќи дека он всушност е најизгубениот во целата ова приказна, драги браќи и сестри. И постариот и помладиот син се изгубени. Таткото можеме да видиме дека не ги споредува синовите своји, и постариот и помладиот. Неговата љубов е безгранична, подеднаква за сите нас, драги браќи и сестри, па и за овие двајца синови. Сите деца пред него се исти. Не е лесно ова да се свати во овој наш свет. Затоа што не живееме во свет каде што се споредува, драги браќи и сестри. Секоја се споредуваме со другите, повеќе или помалку интелигентни, повеќе или помалку успешни. Кога ќе слушам некој друг дека е пофален, тешко ми е некако да сванам дека јас сум помалку вреден, драги браќи и сестри. Ти си секојаш за мене и се што е моje и твое, вели за стариот. А за изгубениот син што вели? Зашто Бог се појави во мојата темнина и ме те повика да дојдам во домот на гласот, со гласот на љубовта. И уште ова е последното прашање. На таткото
кој му е полесно да го спаси? Овој помладиот или постариот? Не знам. Размислував, не знам. Само знам дека борбата и болката таткова е преголема и дека се уште трае. И дека се уште трае. Тоа треба да не охрабри. Дали приметувате дека оваа приказна, за разлика од сите други во Библијата, останати приказни, нема крај. И тоа не е без причина. Затоа што плански авторот ја остава оваа приказна недовршена, знаете ли зошто? Оваа приказна е недовршена. Ја остава недовршена за јас и ти, кои го посматрама сето ова што се случува. Ајде да ја видиме другата слика, Ване, само, да ја пуштиш. Додека го посматраме сето ова што се случува на оваа слика, би можеле да имаме своја собствена слика и своја собствена приказна и свој собствен крај. Јас и ти ја завршуваме оваа приказна на свој начин. На мене и на тебе ни е како оваа приказна ќе биде завршена, драги браќи и сестри. Исто како што тоа име и на овие луѓе кои што ја гледаат оваа слика. Браќи и сестри, ајде сега да размислуваме за оваа приказна за изгубениот син на еден поразличен начин. Да покрај тоа што размислуваме за тие таму некаден изгубените, да почнам да размислувам и за самиот себе. Дали имам и јас периоди, кратки или долги, кога сум заминал или можеби сум заминат од Бога, од мојот татко небесен. И мојот апел ова утро е да му пристапиме на Бога онакви какви што сме. Нема да го шокираме, драги браќи и сестри. Он не знае, не гледа, не знае однапред какви сме. Да го изнесеме сите своји болки, целата своја темнина, сите своји црнила и проблеми и нема да биде тој изненаден. Нема да бидеме отфрлени, драги браќи и сестри. Да не заборавиме, десната рака е рака на милоста, рака на нежноста, која ќе те поведе и ќе те охрабри, брате и сестро, ќе те утеши и ќе те направи нов човек и жена од тебе. И не заборавај никогаш дека тој процес на духовно раѓање се случува секој ден и ќе трае се додека си жив. Амин.